Напад и победа. Глава 13. Кралот Филип, откако почувствува дека духовите во Елада до некаде се смирија, реши да ги повика представниците на сите елински држави на состанок и со нив да се разгледаат сите прашања важни и за едната и за другата страна. Собранието беше закажано на Коринт. На него дојдоа пратеници од сите држави, освен од Спарта. Филип со пријателски тон, глумејќи моќен и силен, но благороден владетел, чии добри намери се погрешно разбрани, се наложи самиот себе за врховен заповедник на сите елини и македонци. Во говорот, препон со софистички трикови, кревајќи го и испуштајќи го гласот според важноста на мислата и настанот, лесно придобри поголем број од делегатите. Некои од нив, уживајќи во патосот на говорникот, со овоодушевување гледаа како Филип ги кокори очите, ја испушта долната вилица и ги крева вегите според начинот на старите говорници, кои уште нивните стари предци ги слушале со возбудување и бурно ги поздравувале. Распалувајќи ги страстите за големиот поход во Азија, на државата на царот Дарија, Филип стекнуваше популарност. Сепак, пратениците од Теба и Елатеа останаа пасивни, а атињаните покажаа полна незаинтересираност за плановите и намерите на Филипа. Но тоа не беше ни важно за македонскиот крал. Тој веќе беше ја префрлил војската преку Тракија и Босфор во Мала Азија и накрупно почна да се допишува со персиските сатрапи од пограничните области, нагласувајќи дека им кажува милост што одржува врска со нив, варварите што му служат на варварскиот цар. Така и дојде до тоа еден сатрап, Пискадор, трогнат од Филиповата наклонетост, да му ја понуди својата ќерка за кралските синови. Најнапред за пободалениот Аридеј, а потоа и за Александар. Сатрапот од Карија сакаше по секоја цена да се сроди со кралот Филип. Но Филип, откако почувствува дека во таа работа се смешани прстите на кралицата Олимпијада, вкорен ја пресече работата. Последиците од овој случај јасно покажаа што значи Филиповата наклонетост према сатрапот на Дариевите сатрапи. Посредникот за оваа брачна врска, играчот Тесал, беше доведен оковен во градот Пела и фрлен во затвор. Александровите пријатели Харпар, Птоломе и Фригија избркани од земјата. Еден ден во градот Пела се појави кралицата Олимпијада, водејќи го со себе својот брат Аримба, кралот од Епир, кој од висина ги гледаше сите дворјани и офицери во Пела. Филип љубезно се подсмевнуваше на роднината и гостинот, но плашејќи се од отров и нож, ја удвои предпазливост. Бидете внимателни, им зборуваше на најоданите околу себе. Кралицата Олимпијада е тука. Ако забележите што било сомнително, исечете го Аримба на парчиња. Но Олимпијада имаше друга намера. Сакајќи да го зајакне своето влијание во дворот, реши својот брат да го ожени со Филиповата вомбрачна ќерка Кина. Кога слушна за ова, кралот се искикоте и го одобри бракот. Свадбата беше свечена и во полн сјај. Обредот беше извршен во храмот, а гозбата во ловечката сала. Меѓутоа, во придружбата на младоженецот Аримба, офицерите го видоа и го препознаа момчето Аусанија, а коњушарите својот некогашен другар Диота. Покрај нив беше Никанор. Јас сум кралот од Епир, зборуваше полупјаниот младоженец. Ќе бидат срекни и полни со богатство тие што ќе се наклонат на мојата моќ. Филип, држејќи го пехарот, викна: да живее моќта, силата и славата на тие што самите себе се издигаат и прославуваат. Сите присутни занемеа. Нивните погледи најнапред паднаа на Аримба, но епирецот, шепотејќи на својата невесна љубовни зборови, не ја слушна навредата. Меѓутоа Олимпијада, гризејќи ги усните, го гледаше Филипа со отровен поглед. Во настап на бес, таа ја скрши ногарката од пехарот и со крајот му го распара бутот на еден род етиопјанин што послужуваше околу масата. Судир не избувна, бидејќи Филип беше трезен. Попладнето веселите сватови појдоа в театар. Филип одеше без оружје, облечен во свечена облека од бела боја. Беше изворедно добро расположен и правеше шеги на сметка на младоженецот, кој беше 30 години постар од невестата. Меѓутоа, на свиокот, близу до градската порта, која во свечени моменти беше широко отворена, Паусанија го извлече мечот и пред очите на сите присутни го прободе кралот. Смрт на тираните, викна Диота и на еден офицер му го удри ножот славина. Додека исплашените дворјани го превратуваа телото на кралот Филип, барајќи во него знаци на живот,
Гардистите ги извадија мечовите и нагрнаа на убиецот. Никанор падна исечен, Гиота излезе на портата земајки еден конј од коњите што беа приготвени и врзани за дрвото, се фрли на него и фаќајќи ја вравицата отрча кон шумичката. Бидејќи добро го познаваше теренот и малите патчиња, клапушестиот коњушар и побегна на потерата. И убиецот Паусанија успеа да се фрли на конј, но не стигна да побегна. Дива лоза што се спростираше од зидот до дрвјата му се сплетка на конјот околу нозете. Животното се стресе, бркачите стаса и го издупчија со мечови убиецот. Така заврши животот на Филипа, кралот на Македонија, еден од најспособните владетели и војници на Стариот свет. Тој не стаса да премине во Мала Азија и да го нападне Персиското царство. Таа слава судбината му ја додели на неговиот син, на наследникот на престолот Александар, момче од 20 години. Веста за убиството на кралот Филип секавично се рашири на сите страни. Во цела Елада, а особено во Теба и Атина, настана веселба. Многу сметаа дека дојде моментот за ослободување. Во некои градови, елинските војници почнаа да ги истеруваат македонските посади. Меѓутоа, Александар, недвоумејќи се, дојде на Пелопонес со силно вооружена придружба и тука одржа собир, барајќи за себе водство во Советот, исто така како што направи Филип неодамна. Сплашените пратеници од сите елински држави не се осмелуваа да се спротивстават на неговата желба. Единствено спартанците не го прифатија барањето на младиот крал. Најстариот меѓу нив во името на сите одговори: го почитуваме македонскиот крал и неговата сила, но нашиот обичај не е да ги слушаме другите, туку ние на други да им заповедаме. И атинските пратеници почнаа да приговараат, но објаснувајќи се меѓу себе направија збрка. Кога ги стави Александар пред свршен чин, тие не можеа а да не го признаат неговото врховно заповедништво за војна во Азија. Младиот крал го напушти Пелопонес и отиде во Амфипол, каде што го чекаше подготвена фаланга со која имаше намера да удри на побунетите тракиски племиња. Каде одиме? Зошто? Зошто е таа војна со тракиците кога веќе решивме да се префрлиме во Мала Азија? Прашуваа офицерите. Александар, не подкривајќи го тонот, одговори: зар сметате дека е добро да се оди на таков далечен пат, а да се остават за своите плеќи побунетите варвари? Сите тие ќе се кренат на оружје и ќе им се придружат на независните тракици кои кралот Филип не успеа да ги потчини. Според огнените погледи на младиот крал, офицерите заклучија дека не е згодно да се спротивставуваат. И македонската војска тргна кон Амфипол. Ја остави зад себе планината Орбел, ја премина реката Неса и стаса до Хема. Тепајќи се со подмолните варвари по планинските падини и по клисурите, македонските војници со мака ги совладаа пречките. Избегнувајќи ги и обиколувајќи ги заседите, тие ги потеснуваа тракиците низ густата шума, се додека не стасаа до планинскиот врв. Оваа неславна војна се одложи со месеци, зашто се пренесе на трибалите, пеоњаните и илирите. Трибалскиот крал Сирмо крена цела војска им се придружи на тракиците. Криејќи се по шумските падини на планината Хема, варварите, не осмилувајќи се да стапат во отворена борба, викаа меѓу дрвјата, мамејќи го непријателот во шумата. Александар испрати на нив стрелци и прачкаши. Приближувајќи им се на варварите и откопчувајќи ги стрелите, овие војници ги раздразнија трибалите и ги измамија на чистина. Вратејќи ги копијата и буџаците, варварите како група диви животни, викајќи на цел глас, се втурнаа на македонците и почнаа страшна борба. Додека едни се тепаа со фалангата, други почнаа да ги стиснуваат товарните коли врз стрмните падини на планината. Македонските борци, да не полегнеа по земјата покривајќи се со големите штитови, можеа да бидат здробени. Вака колите протрчаа преку штитовите и се превртеа во амбисот, не нанесувајќи им речиси никаква штета на македонските борци. Главната битка се водеше на отворено поле, како што трибалите беа намамени. Војниците се тепаа без ред. Варварите налетаа во помали групи и поединечно според својата храброст и вештина. Најпосле почнаа да бегаат. Бидејќи го познаваа добро крајот, едни се шмугнаа во грамушките, други се накачија на планината, а трети побегнаа надолу во дупката. На боиште останаа околу 1500 варвари, мртви и ранети. Тогаш Александар тргна со војската. Третиот ден стаса до Истар и влезе во средината на воинствените народи, повеќето од келтско потекло.
Келтите, крупни надмени војници, со косести гради и штракнати бакенбарди, му придоа на кралот на поклонување. 20 беа од племето Гета и по 5 од Квада, Маркамана и Јазига. Тие молчејќи го положија оружјето покрај огнот и поседнаа еден до друг, гледајќи со зачуден поглед на малиот крал. Александар, шеткајќи пред нив, ги чекаше да проговорат, но изгледаше дека келтите не помислуваат да почнат разговор. Овие не се плашат од тебе, пакосно му потврли Филота на Александар. Кој не се плаши од мене? Келтите, гледашотите гледаат како јастреби под кои прета петле. Александар пламна. Сега ќе видиме, рече и му се обрна на толкувачот. Прашај ги од што се плашат најмногу. Толкувачот, еден малечот агирјанин, им се обрна на келтите. Тие се загледаа и ги кренаа рамениците чудејќи се на прашањето. Најстариот меѓу нив, градес воин со ококорени очи, го допре челото со рака и погледна нагоре. Најмногу се плашиме, рече, да не падне небото врз нас. Кога толкувачот ги преведе зборовите на келтскиот водач, по чатарот се разнесе громогласна смеа. Ете колку ти се плашат, искривувајќи се од смеење, рече Филота. Келтските пратеници, сериозни и смирени, изјавија дека дошле да го видат големиот крал, да му се поклонат и да му го понудат нивното пријателство. Александар ги испрати со дарови, чукајќи ги по плеките. Твојата благонаклонност ќе даде плод, рече Птоломеј, со своето држање ги придобри варварите. И јас мислам, додаде Фригија. И јас исто така, потврли Филота. Утре ќе не нападнат. Што велиш? Праша Александар. Ке не нападнат келтите и тоа подмолно, варварски, ќе видите, требаше да ги задржиме како заложници. Филота беше во право. Истиот ден предвечер гетите нагрнаа од сите страни. Македонците војници, свикнати на секакви напади, се тепаа постојано се додека не ги натераа варварите да побегнат. Тогаш почна бркање по шумите и барите, кое траеше со денови. Најпосле варварите се префрлија на другата страна од Дистер и, откако се измешаа со скитите, се наредија по брегот како да го предизвикуваат напаѓачите. Подбивајќи се и кривејќи се, чекаа само да се осмили некој да ја премине реката. Александар го фати бес. Тој им нареди на своите војници да ги соберат сите чамци, направени од изглабени стебла, кои беа овде-онде приврзани на брегот. Кога падна мрак, кралот се префрли преку големата река на другиот брег со неколку илјади војници и ги нападна варварите. Борејќи се со попросто оружје, скитите и гетите брзо видоа дека не можат да им даваат отпор на напаѓачите и викајќи и дувајќи во рогови се распрскаа на сите страни. Александар им го запали селото и му поднесе жртва на Зевца, Херакла и богот заштитник на реката Истар. Додека Александар се бореше против варварите, тебанците се приготвуваа за востание. Во градот Пела, кралицата Олимпијада ја стави в затвор Филиповата втора жена Клеопатра со детето од 1 година и по. Пијаните војници од гардата кралска придружба, кој Александар не ги поведе на својот поход во Тракија, подбивајќи се и смејќи се, гледаа како кучерот калва и го зема од раците на младата жена детето и како го дави. Според наредбата и упатството на кралицата Олимпијада, истиот ден е задавена и Клеопатра. Меѓутоа, додека војниците му даваа задуша на убиениот крал Филип, Олимпијада во своите одеи, поднесувајќи жртви, ја повикуваше душата на убиецот Паусанија, молејќи ги боговите да му дадат достојно место во долниот свет. Олимпијада, славејќи го убиецот, го проколнуваше мртвиот крал Филип, плукајќи на неговата скршена скулптура и фрлајќи магии. Новиот питон, уште не припитомен, съскаше и удираше со своите кругови по сандакот, во кој беше сместен во ќошот на одајата, за статуите на боговите Дионис, Орфес и Деметра. Откако го слушна сето ова, Александар се згрози од својата мајка. Фаќајќи се за глава, младиот крал одеше под својот шатор и овкаше од немокниот бес. Дете и мајка да се задават, викаше. Каде е тука човекот? Каде е неговата душа? Сеќавајќи се на својот учител Аристотел, кој често зборуваше за достоинството на човекот и неговата возвишеност над другите живи суштества, момчето повторуваше: Кој сме ние и што сме? Жена, мајка убива дете во прегратките на друга мајка и неа после ја задавува. Животни, зверови, тоа се луѓето. Така почнаа првите ненадени растргнувања во несредената душа на момчето. Меѓутоа, македонската посада во Теба беше истепана. Стратезите и пританите ја приготвуваа војската,
зашто се надеваа дека ќе биде нападнат градот. Овде, под нашиот град, ќе ја изгуби главата Филиповото детиште, зборуваат тебанците. Само нека дојде со своите македонски варвари. Ќе биде тоа вистинска одмозда за битката на Херонија. Од другите елински држави пристигнуваа доброволци, влегуваа во тебанските редови и добро вооружени го очекуваа Александар. Од градовите во Елада, тебанците единствено се кренаа на оружје. Разбирливо е што беа сите очи вперени во тој град, зашто никој не се совмеаше дека кралот млад, кој ќе расчисти со варварите, ќе дојде со војската да ги казни во станиците. Возбудата се зголемуваше и поради тоа што во таков момент треба да се види како ќе поминат тие што се кренали против македонската власт. Едни зборуваа дека тебанците ќе дадат отпор, други дека ќе пропаднат, а трети дека Филиповото детиште нема да се осмели да нападне и на градот и тебанската коса феланка. Александар, откако го задуши во станието, се врати по истиот пат преку реката Неса, покрај планината Орбела и еден ден се најде во градот Амфипол. Бидејќи даде на војската одмор од 4 дена, почна да се советува со старите офицери кои ги почитуваше уште Филип. Нивното мислење не го интересираше многу момчето, но сметајќи дека е таков редот ги повика на советување. Перменион, недвумејќи се ни за момент, предложи веднаш да се тргне на Теба. Градот треба да се нападне, рече. Ако ја пропуштиме оваа шанса, ќе ни биде на врат цела Елада. Пердика, одобрувајќи со нишење на главата, додаде: не само да се нападне, туку да се победи. Од овој момент зависат нашите идни успеси. Значи напред и победа. Напред и победа, викна Александар. Напред и победа, заграка офицерите. Младиот крал со светли очи од возбуда им се обрна на присутните. Борци, дојде моментот кога треба да се скрши лошата состојба што се проликуваше со години меѓу нас и елините. Мојот татко, боговите да се смилуваат на неговата душа, мислеше од елините да направи пријатели, но тоа не му појде од рака. Не успеа, зашто беше млак и нерешителен. Пријателството се стекнува со наклонност и добра волја кога може, а ако не е така, тогаш со сила. Еднаш, елините ќе ни бидат благодарни што сме биле сурови спрема нив, тие што ќе се тепаат со нас мораат да бидат уништени, заради среќата и подобрата иднина на другите. Овој пат нема и наетливите тебанци да поминат неказнети. Напред, значи приготвувајте се за жестока и немилосредна борба. Ке имате пред себе борци, прекалени војници, а не варвари, тракици, пеоњани или гети. Ке се борите пред градот, а ако бидат боговите со нас и во градот, а не по падините на планината Хема и мучуриштата околу брегот на реката Истар. Со такви и слични зборови, младиот заповедник ја охрабри својата војска и во придружба на Филота, Клит и Харпал отиде на плоштадот да гледа како неговите луѓе им продаваат на фригиските трговски робови, борци, жени и деца, што ги нафатили и дотерале во Амфипол. Еве како тебанците ја уништија македонската поседа. Главната тврдина во Теба беше Кадмеја. Според преданието, неа ја основал Кадм, а Амфион ја опколил со високи ѕидови во кои имаше поставено 7 врати. Во таа тврдина престојуваше македонската посада под управа на Аминта и Тимолај. За последните неколку месеци тие двајца Филипови офицери, двајцата од гардата кралска придружба, иследувајќи ги убиците во Теба, истепале голем број граѓани, ставајќи ги на маки и виновниците и невините, најпосле открија трагина за говорниците. Го фатија лекарот Филтон и неговите помагачи стариот Никија, Калес и Пинтија. Сите четворица ги ставија в затвор, 5 дена ги држија во келија, не давајќи им ни храна ни вода. Најпосле прв го изведоа Никија. Заслепен од дневната светлина и изгладнет, стариот троп одвесе довлечка до водата во одајата во која седеа македонските офицери. Стар сум, гладен и жеден, истоштен, кажете ми пред да умрам што сум крив, почна робот. Тимолај му приде. Твојот господар е раководител на убијците. За последните 2 месеца убиени се овде 48 наши луѓе. Дали ти е познато? Познато ми е, рече старецот. Ве убиваат вас зашто овде дојдовте со сила. Никој вас не ве викаше. Мојот господарот Филтон е лекар. Тој лекува луѓе и спасува од смрт. Тој не убива. Тој е водач, одговори офицерот. Каде се скри неговата жена Гликера? Та се уплаши од вас и кој знае побегна каде. Ке те предадеме и на желатот.
Нему се ќе му кажеш, студено потврли Тимоле. Плашете се од боговите луѓе, викна старецот. Јас сум роб, што можете од мене да очекувате? Го обвинувате лекарот и неговата жена, а јас нивниот роб во животот не сум слушнал дека постојат подобри луѓе од нив. Тогаш му приде другиот офицер Аминта и го грабна за брадата. Ке те обесиме, ако не одговориш на прашањата. Луѓе, плашете се од Зевса и Аполона, вликна слабиот Никија. Зар е тоа некаква слава да се убие роб старец на кого целиот век му поминал во служење на другите? Дајте ми вода и леп, ќе умрам жеден и гладен. Старецот се занеши и паднал несвестен на подот. Во тој момент стражарите го доведоа Калеса и Пинтеа. Ние бевме робови и сега сме слободни луѓе, рече Калес. Што сакате од нас? Ќе ве обесиме двајцата, рече Тимоле. Знаеме дека припаѓате на групата тебански убици. Кој ви е водич? Водич? Немаме никаков водич, одговори Пинтија. Ние сме сиромашни земјоделци. Работиме на имотот на лекарот Филтон. Нему му служиме за пари, тој не храни. Студеното и одмерено држење на двајцата затвореници за момент ги поколеба офицерите. Тимолеј го погледна Аминта и завраде со главата. Но тогаш влезе во одајата третиот офицер. Клитандар, добро е што дојде, викна Тимолеј. Сослушувај ги овие затвореници, тие тврдат дека немаат никаква врска со убиствата. Клитандар им приде на обвинетите и подмижувајќи рече. Зар мислите дека одовде живи ќе излезете? Секако ќе умрете, но прво треба да поднесете маки. Штом им го рече тоа, офицерот го извади краткиот камшик од поесот, почна да ги тепа обвинетите. Калес и Пинтија ги поднесуваа ударите и не се обидуваа да ги одбијат. Но стариот Никија, откако се освести, викна од подот. Барајте ги убиците меѓу себе, проклети изроди, разбойници, боговите ќе ви исторат казни на вашите глави. Клитандар го шибна со камшикот неколку пати. Старецот повторно ја изгуби свеста. Тимолеј му приде на стражарот и му шепна на увото неколку зборови. Војникот излезе и се врати носејќи го лекарот Филтон. Клитандар се загледа во него и се тргна и прсна во смеја. Стар познаник, рече, 20 години не сме се виделе. Зар го знаеш, праша Тимола. Сигурно, тој беше лекар на кралицата Олимпијада. Таа го продаде како роб. Не треба повеќе да истражувате, тој е водач на убиците. Клитандар му приде на лекарот и му рече. Кога сириците ти ги ставаа прангите, ми рече дека ќе се сретнеме уште еднаш. Еве, ти си исполни желбата. Обрнувајќи му се на стражарот, викна. Джелатите ваму, ќе го ослепите и него и другите тројца. Тие се убиеците на македонските војници. Аминта му се обрна на Филтона. Имаш ли нешто да кажеш? Имам, одговори лекарот. Ќе умрам и јас и овие кутри луѓе со мене, но од мазата ќе ве стаса и вас и вашиот млад крал. Јас на своите раце го прифатив кога го виде светов. Камо среќа да го задавев. Аминта му се внесе во лицето. Тој е водач на тебанските убици. Јас, одговори лекарот студено. Ти, јас, многу македонски војници паднаа од нашите раци и ќе паѓаат се додека не го напуштат градот. Доста, викна Тимолеј, ќе ги ослепиме и ќе ги пуштиме. Нека одат во светот и нека раскажуваат кон што води плукањето и презирањето на пријателството. Во одајата влезе джелотот, носејќи голем земјен лонец со жар. Од лонецот стрчеше железна шипка. Речиси во истиот момент се појави еден стражар и од вратата викна. Гласникот на нашиот крал. Пушти го, рече Аминта. Во одајата влезе Диота. Кој си? Какви вести носиш? Праша Тимоле. Гласник на кралот. Еве папирус, од него ќе видите што ви се заповеда. Додека офицерот ја одврзуваше врвцата на умотот, Клитандар му се обрна на гласникот. Со своите клапушести уши ми изгледаш познат. Во чија ила служиш? Кај Пердика под команда на Дигареха, заповедник на лесната коњица. Што е ова? Викна Тимолеј. На овој папирус нема ништо напишано. Кој го испратил ова? Мојот и вашиот господар Александар, синот на кралот Филип, одговори Диота и се повлече кон вратата. Одеднаш во дворот се разнесе врева. Повикување и звечкање на оружје, овкање и повици за помош допираа до одајата. Филтон го тресна со тупаница в лице најблискиот стражар и му го грабна мечот од рацете. Калес и Пинтија нагрнаа на другите двајца. Диота го утри со нога во стомакот джелатот, го фати лонецот со жар и го фрли меѓу офицерите. Аминта и Тимолеј ги грабнаа мечовите и во одајата настана страшна борба.
На Филтона му тргна од рака да го дупне бутот на Аминта, а Пинтија губи и Тимолаја. Уште се бранеше Клитандър, на кого двајцата стражари му дојдаа на помош. Повлекувајќи се, тие излегоа во ходникот, оттаму истрчаа во дворот и се втурнаа во групата македонски и тебански војници, што се бореа на живот и смрт. Джиновскиот атлет Проклес, вратејќи со мечот како со перо, пробудуваше и парчасуваше македонски војници. Покрај него се бореа Протит и Фанк, протерани притани кои го замислија и изведоа овој препад на македонската посада. По нив во тврдината навалија преку 500 тебанци, сите добро вооружени и желни за одмазда. 180 македонски војници беа истепани во тврдината, меѓу нив и двајцата заповедници Амита и Тимолај. Клитандър со неколку луѓе го прескокна зидот и побегна преку полето. Никој не отиде по него во потера, зашто сите македонски војници веќе беа во тврдината. Филтон му се фрли во преградка на Проклес. Атлетот го бацуваше плачејќи од возбуда. Мислев дека нема никогаш да те видам, липаше. Диота го повраќаше од несвест стариот Никија. Додека изгладнетиот лекар Калес, Пинтија и робот јадија и пија, Диота им раскаже како се сетил како гласник да ги издаде стражарите и да влезе во тврдината со протераниот Протита и Феник. Така во тврдината Кадмеј беше истепана македонската посада. Кога слушнаа за тоа македонските војници, растурени по тебе и незината околина, се разбегаа на разни страни.